Почитувани, на вчерашната седница на Советот на општина Прилеп уште еднаш беше разобличено лицемерието на ВМРО ДПМН и градоначалникот Борче Овчевски. Вчера Јовчевски и ВМРО ДПМН и на дело покажаа дека се што им ветуваа на граѓаните било голема и безобразна изборна лага. Со начинот на кој ги распределија средствата од ребалансот на буџетот, Јовчевски и советничката група на ДПМН покажаа дека во нивната сфера на интерес не се ниту нашите најмлади сограѓани, ниту спортските клубови, ниту занаетчиите. Она што уште повеќе револтира е тоа што откако ги даде инструкциите да бидат одбиени сите предлози на опозицијата, градоначалникот Јовчевски кулкавички замина надвор од државата. Советниците од владеачкото мнозинство, предводено од ВМРО ДПМН, по втор пат го одбија предлогот на СДСМ и коалицијата за доделување еднократна помош во висина од 4000 денари за секое семејство кој има запишан ученик во прво одделение во некој од прилепските училишта. Со тоа што не прифатија да одделат повеќе средства за спортските клубови за општина Прилеп, со неприфаќањето да се зголеми финансиската поддршка за фудбалот и ракометот, Јовчевски и ДПМН покажаа дека спортската гордост на прилепчани победа и ракометниот клуб Прилеп не им значат ама баш ништо. Одбивајќи го амандманот на опозицијските советници за еднократна помош и на занаетчиите, паднаа во вода декларативните заложби на градоначалникот и на ДПМН за финансиска поддршка на локалниот бизнис во време на актуелна економска криза, без никакво чувство на одговорност. Одбиени беа предлозите за издвојување средства за набавка на теренски возила за територијалната противпожарна единица и за реконструкција на некои од објектите во сопственост на општина Прилеп и негова пренамена во младински културен центар. Сепак, веројатно, најсрамна одлука која ја донел било кој досегашен состав на Советот на општина Прилеп е онаа со која ВМРО ДПМН и градоначалникот Борче Овчевски ги укинаа парите за исхрана на децата со посебни потреби во висина од 300.000 денари. Срамот е уште поголем ако се знае дека во најголем случај овие деца потекнуваат од семејства кои живеат на работ на екзистенцијата и за нив секој денар е од непроценлива важност. Меѓутоа, за Јовчевски и ДПМН очигледно срамот и емпатијата се непознати именки. Без никаква грижа на совест, наместо таму каде што е неопходно, Јовчевски и неговите сопартијци парите на граѓаните ги трошат исклучиво за партиски вработување. Така само во 2022 година, за времено вработување на 45 партиски војници, на ДПМН во општина Прилеп, односно за паралелната општинска администрација која ја инсталира Јовчевски, потрошени се фрапантни 310.000 евра народни пари. Нема пари за првачињата, нема пари за децата со посебни потреби, ама затоа има 300.000 евра за партиската војска на ДПМН. Ваков безобразлук, ваква нехуманост и вакво неодговорно трошење на општинскиот буџет прилепчани не паметат. Заради сето ова и заради колку толку зачувување на неговото достоинство, а се во интерес на нашите сограѓани, го повикуваме и очекуваме веднаш после враќањето во државата Борче Овчевски да поднесе итна и неотповиклива оставка од градоначалничката функција. Благодарам.